Пари Сен-Жермен успеа да ги освои бодовите на дерби средата со Бордо, но затоа го загуби својот напаѓач Едисон Кавани. Напаѓачот на ПСЖ ќе отсуства во терените околу 1 месец. Уругваецот доби повреда во колкот на овој надпревар и поради тоа нема да може да настапува за својата екипа на неколку средби кои следуваат во текот на месец февруари. Кавани има постигнато 13 гола од почетокот на сезоната, а во кампот на парижаните се надева дека играчот ќе биде подготвен за 3 недели. Димитар Бербатов го засели францускиот тим Монако. Во последните моменти од преодниот трансфер период, бугаринот премина во Монако и на тој начин ја заврши својата епизода во Фулам барем за оваа сезона. Во прашање по зајмица која ќе трае до крајот на сезоната. На ваков потек се одлучија челните луѓе на Монако поради повредата на лигаментите на коленото на колумбискиот напаѓач Фалкао. Бербатов ќе помогне на екипата да го преброди неговото отсуство до крајот на шампионатот, но изјави дека тие двајца не се исти тип на играчи и дека тој не е вистинска замена за него. Кога ми исконтактираа Монако, одлуката беше лесна. Не дојдов да го заменам, дојдов да му помогнам на тимот постигнувајќи голови, заврши Бербатов. Шпанската фудбалска федерација го казни Кристијано Роналдо со забрана за настап на 3 надпревари поради црвениот картон што го доби на мечот против Атлетик Билбао. Роналдо доби директен црвен картон поради судир со играчите на Билбао Карлос Гурпети и Андерс Итураспе, кого и се обиде да го удри, пошто судијата му го покажа патот кон субликувалната. Реал Мадрид ќе настапува без Роналдо на надпреварите против Вилјареал, Хетафе и Елче, но португалецот ќе му биде на располагање на Карло Анчелоти за двата полуфинални меча од Купот на Кралот со градскиот ривал Атлетико Мадрид. Само 4 средби се одиграа синоќа во NBA лигата, каде гостите победија на 3 средби. Лейкерси го претрпеа седмиот пораз поред откако загубија кај Минесота со 99-109. Не помогна ниту враќањето на теренот на Стив Неш, кој паузираше од 10 ноември поради проблеми со грбот. Гостите играа без Погасол, а се повредија и Джоди Микс и Джордан Хил. Во редовите на Минесота се истакна Кевин Лав со 31 поени и 17 скока, а Кевин Мартин уфрли 32 коша. Без Перо Антич, Атланта загуби пред своја публика од Индијана со 85-89. Индијана ја прекина серијата од 12 меча без победа во Атланта во регуларниот дел од сезоната. Творци на триумфот беа Дейвид Бес од 22 и Пол Джордж со 18 поени. Резервистот Майк Скок беше најефикасен со 15 поени. Ал Джеферсон имаше 30 поени и 13 скока, а Джералд Хендерсон 17 поени и 8 скока за Шарлот во триумфот на гостувањето кај Голден Стейт со 91-75. Стеф Кари со 17 поени и 11 асистенции беше единствената светла точка кај Голден Стейт. За вечера дури 12 средби во NBA лигата.